Добар ден, драги читатели, одиме со уште едно издание на интервјуа на Култура МК. Со нас повторно го имаме доктор Пеце Ристевски, доктор по метеоролошки науки со специјалност за климатологија и применета метеорологија. Добар ден, господин Ристевски. Во денешното издание ќе поразговараме за историјатот и развојот на метеоролошката наука на територија на Македонија. Од кога започнуваат првите мерења на територија на денешна Македонија? Иако во другите земји од Балканскиот полуостров долга низа на години е отпочнато со мерења, како што е Белград 1887, Софија во ист период, понатаму Љубљана, Загреб. На територијата на Република Македонија првите мерења се отпочнати 1891 година во Скопје, во австрискиот конзулат. Мерењата ги вршеле службениците на конзулатот и тие мерења престанали 1898 година. Паралелно со овие мерења, од 1896 до 1912 година во Битола постојат мерења во француската болница, францускиот лазарет викаме, и тие резултати постојат и се публикувани во француски годишници. Другите мерења, на база на овие информации, големиот научни хан има напишано повеќе трудови, а подоцна и Павле Војовиќ од Белград, академикот, кој бил директор на астрономската и метеоролошката обсерваторија од Белград и подпредседател на Српската академија на науките и уметностите, ги анализира во повеќе трудови и тие резултати постојат во литературата и на база на тие резултати е дефинирано времето и климата во тој период. За време на Првата светска војна, доволен број на метеоролошки станици има организирано германската војска во Прилеп, Битола, Удово, Кавала, Ксанти и така на Македонскиот фронт, и тие резултати се користени за војни цели, така што едно од најдолгите низи на податоци за цела Прва светска војна има во Прилеп. Овие резултати ги има интерпретирано и организирано Кулброд и покасно ги има објавено во исто така овие резултати споредени со тие од Хан во 1921, 23 и така натаму, значи постојат такви резултати. Најопсежни мерења се организирани, што за многу луѓе е чудно, сега ова што ќе го кажам, во Удово, одма над Гевгелија, каде што се вршени покрај приземните мерења и мерења на аеролошки мерења, на висинскиот ветар. Која била потребата од мерењата во Удово? Мерењата воздухопловството. Цело воздухопловство на тогашната Германија, на територијата на Балканскиот полуостров, постоеле 20 такви локации каде што се мерело висинскиот ветер и други параметри за потребите на воздухопловството. Што е навистина, а подоцна е интересно, значи таа потреба за овие цели, значи не е случајна и подоцна, како што ќе видиме покасно во кажувањата, дека се издвоила посебна наука воздухопловна метеорологија, како наука. Удово била како специфична локација каде што бил фронтот, Прилеп, Битола, Ксанти, Кавала, значи така постоело, и тие резултати кои што биле стационирани овие војските се вршени и метеоролошки мерења за овие цели. Подоцна јас во една литература сега на Facebook најдов одредени фотографии од тој период, дури
една аеролошка или пилот-балонска станица, кај што снимено удово од историските архиви. Што е исто така, јас сум се интересирал за ова активност во тој период и го имам и интерпретирано во некои трудови од хидрометеоролошкиот гласник на Република Македонија кој го објавуваше 5 години хидрометеоролошкиот завод. Тогаш. Одиме се со периодот меѓу двете светски војни. Што се случува тогаш? Одма после војните, После Првата светска војна и Балканските војни, престанале било какви мерења и активностите, бидејќи се организирале во бивша Југославија, на територијата на Република Македонија, мерењата се отпочнати од 1923 година, после поплавите, постојале поплави, се појавиле поплави во поголема територија и Метеоролошката обсерваторија од Белград, која ги организирала овие мерења, начело со Павле Вујевиќ, како што пред малку го спомнав, формирала мрежа на метеоролошки станици, претежно за метеоролошки и климатски цели, нели, за истражување на времето и климата, и одредени хидролошки станици се формирани и тие моментално постојат како хартиени информации во архивата на Управата за хидрометеоролошки работи, во повеќе книги, и тие резултати до 40-та година, до Втората светска војна, биле користени за изработка на тогашен еден атлас, климатски атлас во тој период, значи 25-та, 40-та, и се објавени одредени карти на врнежите, температурите и две книги од резултатите кои се во издание на Сојузниот хидрометеоролошки завод во 52 и 1953 година. Во две книги сите резултати се објавени како одредени публикации за кажете ми, користење на хидрометеоролошката, метеоролошката и хидролошката наука. Кажете ми за крај на ова денешно издание, кои биле мерните пунктови каде се следела метеоролошките случувања на територија на Македонија до Втората светска војна, значи во тој период на СХС и Кралство Југославија, кои биле мерните пунктови? Поимало во Прилеп, Битола, Скопје, на стариот аеродром, сегашна населба аеродром, за потребите на возулопловството, значи воен и цивилен аеродром. Во Источна Македонија? Понатамо Штип, понатамо имало Берово, Струмица, Гевгелија, Демиркапија, исто така, бидејќи Демиркапија како клучна станица. Претпоставам и Охрид. Охрид, Преспа, да, не? Струга, нарочно Струга, кога имало дури меѓу двете светски војни, дури имало и омброграф, инструмент за мерење на интензитетот на врнежите. Значи било развиено, а некаде 35-та година кога се формирал хидробиолошкиот завод во Струга, во Охрид, кој го формирал Синиша Станковиќ, хидробиолошки од 35-та година, имало и такви информации за времето и климата. Ви благодарам за ова денешно издание. Продолжуваме за развој на метеоролошката наука во Македонија во следното издание. До слушање.